Христос се роди, на вистина се роди, за многу години празникот, да сте ни живи и здрави со семејството и годинава да ни биде поубава и за нас и за Македонија. Мој денешен гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Добре дојде. Благодарам за поканата, Лјупче. Бојан, таман ке помислиме, не може полошо, не може полудову од ова. Власта секогаш, за наша жал, експресно не демантира. Сега сме во еден буквално шок и неверица цела Македонија, откако една судско-партиска спрега на власта, на СДС и на ДУИ, всушност одреди само мерки на предпазливост, не одреди ни притвор за луѓе кои што нападнаа во МНАВ, ја нападнаа буквално, да не кажам, контролата на летање на Македонија со 40 авиони над македонското небо. Тие влегоа таму и делеа правда, тупаници и се. За тие луѓе нема, верували или не, притвор. Како гледаш нова, буквално ново изненадување, и утре предпоставувам ќе чекаме нешто што ќе биде ново, но еве последниот настан кој што се уште ја тресе Македонија и убива довербата во се. Така е, Лјупчо, најпрвен ќе ми дозволиш и јас да се приклучам на твоите честитки за празниците на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија, се разбира новогодишните, додека граѓаните кои што се од православна вероисповест да им го честитам големиот празник Божи. За жал ниту овие хармонични денови граѓаните на Македонија не може да ги поминат во благосостојба, веќе сега сме 8 јануари, а веќе во оваа нова година има повеќе скандали отколку што поминаа денови. За жал, покрај другите скандали, овој е еден од најсериозните кои што се случија. Буквално на доказ дојде корозираниот систем во кој што една клика на криминалци кои што се залутани во политиката одлучија да делат правда со боксови, односно нивниот европски нарав да го докажуваат со најверојатно европски манири од мала речица, делејки боксови во една од институциите која што е од критичен карактер за безбедноста на Република Македонија. Тоа што се случи и тоа кое што отпосле можеме да го видиме како актуелност во кој што овие од мала речица веднаш се повикуваат на национализам кој што не постои, бидејќи тие што биле тепани исто така биле албанци. Так. А додека овие другиве го шетаат нивниот председател и се уште некои 20 на дена премиер низ Република Македонија да дава одговори од типот прашајте ги надлежните од тие институции, заборавајќи дека тој е надлежен за сите институции кои што ги координира или каде што владата се јавува како тој некој кој што ги оформил тие институции. Крајно загрижувачки можам да кажам дека со ова се гледа целокупниот нарав и едноставно состојбата во која што се наоѓа владата во Република Македонија. Како што знаат веќе граѓаните многу добро, имаме осумина осомничени за нападот, имаме четворица кои што се недостапни, покрај тоа останатите четворица кои што се предводени од висок функционер на ДУИ, од Беким Незири, добија тоа што добија, односно само мерки за предпазливост. Според последните информации кои што пристигнаа до нас, обвинителството подготвува жалба, откако кривичниот суд е оној кој што одби да им определи притвори, им даде само мерки на предпазливост. Како гледаш на оваа ситуација, повторно за оваа жалба на обвинителството, ќе одредува кој друг, ако не туку ќе одредува кривичниот совет на кривичниот суд. Каде ја брани, каде ја суди, доаѓа работава, што да очекуваме од едно вакво судство кое што истиот тој суд досуди и сега ќе треба да оди контра своите суди кои што нели во претходна постапка го определи ова што го определи. Тука може да се види еден срам на правосудството и тука сакам да бидам директно вака разбран и ќе бидам директен во ова што ќе го кажам. Политичката партија ДУИ 20 на години назад работи на инсталирање на своји кадри во правосудството и во обвинителството во Република Македонија. И тоа на кого му одговара? Тоа им одговара на сите корумпирани политичари во изминатите 20 на години кои што наместо интересот на народот го гледале личниот интерес. И таа партија тоа го користи како начин на кој што го користи како некој инструмент за преговори со сите политички елити кои што наместо да работат по закон, одбирале да работат надвор од законските норми. Тука прво доаѓаме како еден од столбовите на функционирањето на таа партија. Понатаму гледаме дека на очиглед на цела македонска јавност се случува носење на пресуда во претходна постапка која што едноставно е надвор од сите норми, бидејќи
тие докази кои што треба обвинителството да ги приложи, ќе ги приложи веднаш од кога ќе почне постапката на истражување, не наместо во овој момент во кој што сега тие кажуваат дека едноставно како суд немале доволно докази прибавени од обвинителството. Сакам да ја потсетам јавноста дека секој еден член на ВМРО ДПМН на кој што му беше одредувана мерка притвор во изминатите 7 години, зашто многумено од нив добија пресуда дека им биле прекршени човековите права од Страсбург, овие од судовите се повикуваа на еден аргумент како основ за притворот, а тоа било да не влијаат на сведоци. Сега, ако овој што го организирал нападот и тепо работи во институцијата и ги напаѓа колегите кои што работеле во таа институција, нема никаква мерка да не се појавува на работа, дали тоа не е влијање на сведоци? И сега гледаме дека има апсолутен молк. Мене не ме загрижува молкот на овие од судството, бидејќи сите се таму подеднакви, туку ме загрижува молкот на можеби невладиното или онаа непартиско општество кое што во моментов е многу тивко. Тоа е една работа. Втора работа, ние не треба да заборавиме дека законот за обвинители, за јавни обвинители и за судии си го донесе овие од ДУИ со европско знаменце. И тоа беше критикувано, но повторно со нивните полуги на власта тие тоа го дозволија. И од озгора на тоа, како што еве сите знаеме како што се случи, биле пробиени сите прстени на безбедност, каде што дури и агенцијата која што го обезбедувала тој објект е од човек кој што е собственик незин, кој што е близок до таа политичка партија и која што била ангажирана надвор од сите законски норми, односно агенција без потпишан договор со институцијата. Кажете ми во која друга држава е можно поранешен министер, претседател на партиски огранок, да влезе во контрола на летање, да нападне вработени во моментот како што кажавте вие 40 авиони превезувале патници над небото на Република Македонија и да биде испратен дома со извинување од судот. Ја не знам која е таа мерка на предпазливост што него му е одредена, дали му е одземена патната исправа. Ја не слушнав таква вест. Што тој човек треба да прави, дали треба да се пријавува во судот? Никој од државата ништо не знае, само знаеме дека тој господин е пратен дома. Но јас не верувам дека е случајно и мислам дека е порака. А таа е порака дека овие силеџиеве кои што се 20-тина на број во политичката партија ДУИ, мисля дека може да прават што сакаат и да поминат неказнети. Тоа се случува во неколку наврати наназад, еве само за последната година. Сетете се на оној спорен избор на фирмата која што треба да врши надзор на Бехтел и ЕНКА, компанија која што произведува долна облека, врши надзор на еден од многу сериозните проекти. Сетете се дека плативме 250 милиони евра на конзорциум кој што не закова шајка. Сетете се дека Артан Груби му купи на својот брат деловен објект во центарот на градот Скопје по 700 евра за метар квадратен. Сетете се на Eurovia, на Соравија, на петардите, на телохранителите кои што напаѓаа колеги во МВР и поминаа неказнети. Се на се доаѓаме до тоа дека оваа багра на луѓе треба конечно да биде сопрена и дека оваа држава треба да престане да биде роб на ваквите политички криминалци. Се сомневаш дека ова е платена, да речем, политичка програма на ДУИ, дека со ова покажува, еве, ние сме главни во државата, имајќи предвид добро со кого се во коалиција и не е толку неочигледно но дали е ова пораката, како што кажа и самиот неслучајниот влез токму на одбрани луѓе и тоа што го спомнавме пред емисијата, човек од Чаир. Они сакаат со тоа да покажат дека ако сте член на ДУИ, вие во држава можете да правите што сакате, а при тоа да не бидете казнати. И сето тоа е аменувано од помалиот коалиционен партнер, кој што до тоа ниво падна, да седнат во скутот на ДУИ и ги моли да дадат на заеднички листи за да не види народот на кој историски минимум се паднати. Замислете вака. Кажете ми кој во последните 20 години од таа партија одговарал пред правосудните органи. Тој едниот што го затворија сега во притвор, го пуштија и му дозволија да избега. Тој е заменик директорот на управата за јавни приходи. Тоа е една работа. Понатаму би сакал да ја потсетам јавноста на уште еден нивни поранешен пратеник кој што беше обвинет за избор на измама, во кој што ДУИ сами носејќи ги измените на законот за кривична кривична постапка, едноставно го амнестираа неговата одговорност. Практично 20 години тие луѓе се однесуваат како што сакаат во држава, а никој не одговара за нивните работи кои што се сторени, а кои што многумина знаат дека има докази, а кои што се спротивни на законот. И едноставно тоа е однесување на неказнито, таа агресија која што тие ја покажуваат на сите им ја прекуглава, особено на сограѓаните албанци. Бидејќи подеднакво од оваа држава се севат и македонците и албанците. Во оваа држава има честни, достоинствени луѓе кои што си ја работат сопствената работа, а кои што гледаат како нивниот сограѓанин албанец кој се зачленува во ДУИ од голтар станува милионер. И тоа е нешто во држава кое што мора да прекине.
И едноставно тие ќе излезат сега на избори, ние ќе правиме проевропски блок. Што е проевропски во таа партија? Па тука треба да одговорат и сите оние представници на дипломатските конзуларни представништва кои што овие сакаат да се повикуваат дека ги поддржуваат. Дали е европски ова што се случува со дивењето на овие луѓе? Што има европски во тоа вие да славите роден ден во државна институција? Замислете тоа да му се случеше на некој друг како ќе беше казнат. Веднаш инспекторатот ќе излезеше на терен, ќе напишеше казни и тој господин веќе кој што ги повикал тие да слават роден ден сега ќе беше разрешен. Зошто тоа не се случува во тоа министерство? Кога ќе престанат тие луѓе да се изживуваат со државните институции да покажуваат моќ? А знаете ли зошто тоа се случува? Бидејќи овие кои што се со нив во коалиција се преслаби за да им кажат нешто. И сите во оваа држава сакаат тие да заменат во опозиција. Но мора да знаат дека тоа може да се случи единствено со голема излезност на изборите. Не можеме да гледаме и пасивно на тоа да се однесуваме како да некој можеби елемент кој што е непознат ќе дојде и сами по себе тие луѓе ќе се расчистат или ќе ги тргнеме нив и ќе ги однесеме во опозиција. Тоа е многу голема грешка. Затоа граѓаните кои што ќе излезат на наредните избори или кои што имаат можност да гласаат, треба да знаат дека нивниот глас е многу моќен инструмент и дека ако се направи грешка 4 години ќе треба да живеат со таа грешка. И дека секои 4 години заради одредени отстапки кои што се прават во насока на опростување на ваквите деликти на таа партија, ние како држава све повеќе и повеќе тонеме. Да зборуваме за сите сфери каде што тие ги управуваат. Во финансиите, во економијата, во надворешните односи, во политичкиот систем, ако сакате, било каде тие луѓе да се вмрежени, тука е дуво на криминал, на корупција, на агресија и само ете ќе кажам одредена партиска монополизација на институциите. Тука не зборам за етником. Денеска го прочитав соопштението во кое што го напаѓаат синдикалецот. Велат тоа е националист. Нема врска тоа со национализам. Тука има би кажал суштинска разлика помеѓу луѓе кои што перцепираат криминално однесување како негативно и луѓе кои што сакаат тоа девијантно однесување да престане. Нека не се кријат позади национализмот, бидејќи еврата кои што ги земаат не ги делат со никого освен со таа тесна клика која што е вмрежена во врвот на таа партија. Бојан, ако ова е макар перфидна една неплатена политичка програма на ДУИ или за ДУИ, упатена буквално на адреса на нивното членство. Реално некој нормален дека ќе падне на ова нема. Дали сепак начинот на кој што помина понатаму сето ова е антиреклама за СДСМ, која што покажа колку ниско може да отиде и таа самата како партија, дозволувајќи да поминува сето ова што поминува, наброја голем дел од случаите, искрено за да ги наброиме сите овие 7 години ќе ни треба некој формат на Толсто или било што, но еве, дали ова антиреклама и демистификација буквално на сервилната СДСМ која што не реагира апсолутно за ништо што прави ДУИ последниве 7 години, ова не од вчера. Се согласувам со вас и можем да кажем дека до некаде е тоа така, бидејќи сите во држава знаат и гледаат, едноставно има чувство на гадење колку СДСМ може да биде сервилен кон овие, но тоа не е наивно и тука има многу голема институционална поддршка и од институциите каде што ги управуваат кадри на СДСМ. Дозволете ми директно да ви кажам како. Прво, Министерството за внатрешни работи е управувано од Оливер Спасовски скоро 10 години. Тоа министерство. Оливер Спасовски има надлежност веднаш и неодложно, почитувајќи го законот за приватно обезбедување, да направи една ревизија во постапувањето на таа агенција и доколку не постапила, гледаме дека не постапила, бидејќи тие се прошетале до кулата каде што се сместени контролорите, веднаш може да им ја одземе лиценцата. Тоа не е сторено. 4 од напаѓачите, меѓу кои што еден близок соработник на Артан Груби по презиме Буњако е избеган од органите на прогонот. Исто така тоа е надлежност на Оливер Спасовски. Зошто баш тој господин, и не случајно го споменав, е избеган и кој му дозволил, повторно е надлежност на МВР. Зошто МВР досега не приложи доволно докази за да може обвинителството да ги приложи пред судот, исто така е надлежност на Оливер Спасовски. Ке ве потсетам дека токму МВР на Оливер Спасовски го повика на разговор синдикалецот Тасевски. Како што никогаш не се случувало, можеби единствено во период од 45-та до 90-та година, каде што биле повикувани оние политички неистомисленици во политбироата. Да, тоа претходеше на нападот. Точно така е. Зошто го повика господинот? Така добија сила, претпоставувам и со самото тоа, така пуштање ветер во. Сега се закануваат дека финансиската полиција
ќе влегува и ќе направила ревизија во работењето на МНАФ, но и на синдикатот. Продолжуваат со притисоците. Заплашувања повторно. Апсолутно. Да. Тие две институции се управувани од кадри на СДСМ. Така да, едниот кој што го управува Министерството за внатрешни работи, веројатно, кокетирајќи со овие за да ја добие нивната подршка, надевајќи се дека ќе биде кандидат за председател, им го премолчува ова што се случува. Бидејќи истиот тој господин, да ја потсетам јавноста, излезе со исказ дека пајакот ја нападнал полициската службеничка која што беше брутално претепана исто така од кадар на ДУИ и отогранокот во Чаир, насред Битпазар во центарот на градот, на 100 метри од центарот на градот. Така да не може се да потреме на нивната наивност. Тука има луѓе кои што се добро вмрежени во тој бизнис и во кои што многу добро профитираат од тоа да бидат во корелација и во коалиција со овие политички бандити кои што се рак рана на оваа држава и кои што се метастазирани во институциите, а кои што сите граѓани без разлика на етничка припадност гледаат од нив само лошо и ништо повеќе. Бојан, да речеме, доколку утре се направи анкета, знаеме како помина последната. Имаше 1% доверба за обвинителството, за судството, цели 2. Ова што се случува сега, Абази, кому братот, нали, Ахмети му седеше на глава на една фотографија, ако добро се сеќаваме, исчезнат буквално од државата, го нема никаде, знаеме како и го избра. Знаеме кој е еден од судиите кој што го одобри ова за привремените мерки и сето тоа, но еве, што мислиш доколку утре направиме? Сега се во рамки на статистичка грешка, 1% и 2%, тоа се мерки рамките на статистичка грешка, доколку утре се направи после ова што се случи, токму со привремениве мерки, колку мислиш ќе биде довербата во обвинителството и судството? Ајде да дадеме уште еден дополнителен аргумент, бидејќи најверојатно некој нас ќе не обвини дека сме националисти. Добро следете ги изјавите на господјата која што е председателка на Врховниот суд. Исто таа е албанка. Но таа излезе и кажа дека високи владени функционери и прават притисок за да прифати или за да одбие одредени пресуди кои што треба одредени лица да ги санкционираат заради прекршување на некои законски норми. Веднаш потоа ја викна на ној советон, каде што се тепаат кој ќе биде председател и каде што не постои амбасада која што не го искритикува нивното работење. А Ковачевски вели моето мислење е исто како тоа на амбасадорите, не баре е политички аналитичар, тогаш дали таа господја е националист? Се согласувам со вас, мислам дека довербата во правосудството во овој момент е под историскиот минимум, бидејќи господинот кој што го споменавте, тој Абази, јас не слушнав ниту една пресконференција од него за ниту еден случај кој што се случи во изминатиот период, кој што гледам дека е обременет со сериозен криминал, особено за овие кои што ги набројавме од кампусот на ДУИ. Ки не може да очекувате некој кој што му седат на глава да излезе и да искритикува или не дај Боже па да отвори некоја истрага за тие кои што знаеме дека се сериозно вплеткани во криминал. И покрај тоа што тука имаме сериозни индиции од многу скандали, како што кажав, дали е од здравството, дали е градење на автопати, закон за игри на среќа и така натака, казина и така натака. Додека господинов кој што пред малку му заврши мандатот, тоа беше Јовевски, е фигура сама за себе, доволно говори неговото работење во обвинителството. Јас само ќе ја потсетам јавноста дека не успеа и покрај повиците дури од министерот за здравство да излезе со конкретни имиња и презимења на сторителите на најгрозоморниот скандал во здравството во изминатите 32 години, а тоа беше скандалот со клиниката за онкологија, во која што многумина кои што таму се уште работат ја имаа претворено таа клиника во без разлика што ќе го кажам ќе биде многу вознемирувачки, но учествува во работата и на анкетната комисија и пред мојата матична комисија се разгледуваше ревизорскиот извештај концентрационен логор, каде што граѓаните кои што деле да бараат надеж биле брутално убивани од една организирана група на луѓе само за да крадат и за да имаат противправна корист од тоа што го прават таму. Токму како што дојдоа заклучоците од анкетната комисија, наведени со прекршувањата, кои се прекршувањата на оние 4 најизвикани лица за кои што сите знаевме, искрено дека се тие, ама вие го потврдивте тоа како анкетна комисија. Имавме еден процес кој што е толку многу примерен и наликова партија, се вика СДС, малку не им одговара, но рекоа дека ова било политизација. Односно дека политизирате со тоа што обвинувате еден министер, директор на биро за лекови и така натаму. Истото го прават сега и нивните коалициони партнери од ДУИ. Ова, верувале или не, Бојан, било фамилиарна семејна расправија.
Значи тука не се работи дека некој дошол во кулата за летање, според многумина терористички акт Венко Биковски, пилот на Боинг 747, инструктор за летање македонски познат добар, изјави дека ова е рамно на терористички акт во светот, така се толкува и се рангира, нели? Дека таму каде што влегоа тие, исто како и во кокпитот на авионот, каде што се лета, нели, не смеат да влезат неовластени лица и дека ова, имајќи преди што се случи, мора да се квалификува и секаде во светот би се квалификувало како терористички акт. Имаше и една изјава дека доколку ова се случило некаде во светот, не во Париз, во Берлин и во Лондон и во Њујорк, туку и во Белград, тие, и тоа е повторно еден нивни коалиционен партнер го кажа Ангелов, дека тие би биле спакувани пред да дојдат до кулата. Знаеме што значи тоа, бидејќи така би се протолкувало. Но еве, повторно, ова е замисли фамилиарна работа, па ако е така, нели, не е ништо страшно, било што било, нели, семејна расправа. Ти се верува дека дотаму одат за да минимизираат одговорноста на овие луѓе тоа што го направи. Ова било семејна расправа. Па по квалификативот на директорот вели тоа бе кошкање помеѓу колеги. Мислам дека е толку апсурдно. И еве, ај вака попластично, за да бидеме разбрани од сите граѓани. Тоа значи дека било кој од оваа држава, познавајќи ги тие луѓе, можел да влезе во кулата каде што седат контролорите на летање и да го превземе самото контролирање на воздухопловите, за да сватат колку е сериозно. Замислете ако тој инцидент ги поминал границите на тој кој што се случил, да бил погрупен, малку да имало по-жестока реакција од луѓе во кои што биле вработени, затоа што навистина сакам да им честитам како ја задржале присебноста во тие моменти кога гледате дека на вашето работно место влегуваат 20 на бандити предводен поранешен министер во владата, и кога ќе видите дека тоа ви се случува пред очи, а вие да ја задржите присебноста, навистина е за честито и треба да им се одаде такво признание на луѓето. Тоа значи дека утре било кој што би сакал да упадне таму може да го стори тоа и да го донесе сериозно безбедноста на патниците кои што патуваат, кои што се од различна националност под знак на прашање. Сега, јас се сеќавам на првиот прилог кој што беше вака во медиумите, дека начинот на кој што биле поминувани тие рампи, каде што тие луѓе кои што биле одговорни за безбедноста на објектот, каде што дури во самиот влез во кулата треба вие со картичка да отвориле со картичката на тој што го предводел нападот. И замислете, господинот си е, ниту е во домашен притвор, пуштен е на слобода. Овие во судот даваат квалификативи кои што се не работа секојдневно, овие привремени мерки дозволуваат да не излезе од градот, а тоа е во рамки на град Скопје, денеска читав. И може да си оди на работа и да ги заплашува своите колеги кои што вчера да влие на сведоците, Дали е тоа нормално? Разбирате? Сега, тоа кое што го кажуваат и претседателот на ВМРО ДПМН го кажа во јавноста, во секоја нормална држава ова е не акт на загрозување на сообраќајот во воздухот, туку е акт на тероризам. Да бидеме реални. И не може сега ние со недоветни квалификативи да гледаме да најдеме начин да го релативизираме ова. И погледнете во изминатите 3 или 4 дена како СДСМ се однесува кон овој скандал. Нема да најдете осуда. Ќе побарате, тоест ќе најдете дека бараат органите да го расветлат случајот до крај, но никаде нема да најдете осуда. Не постои тоа. Денеска и покрај тоа што очигледно се чувствува во јавноста дека институциите, особено оние кои што се контролирани од центарот во Мала Речица, пробуваат да го овој случај заобиколат, тие денеска излегуваат и се фалат со нешто кое што секој нормален човек би се срамел. Од економските успеси на СДСМ, внимавајте. Така да тоа замижување на очите, тоа гледање на начин како апстрактно да се помени низ ова и да се релативизира е исто како тоа што го прави во случајот со онкологија. Знаете, сите кои што се занимаваат со политика треба да знаат дека оваа професија треба да се има рок на траење и дека човек треба да се однесува достоинствено со дигнитет и со достоинство. Доколку некој утре од мене побара јас да бранам нешто што е неодбранливо, нема да го направам тоа. Знаете како на крајот од денот најважен ми е образот на моето семејство и тоа што луѓето ќе го мислат лично за мене како човек. Дали имам минимум кој што мојот морал или мојата етика внатре во мојот карактер го дозволуваат или не го дозволуваат. Да бранам некој кој што на очиглед на целата македонска јавност убивал луѓе за да има профит, а некој тоа го гледал и не реагирал.
или да бранам некој кој што со боксови влегува да дели правда, за да се вработат партиски војноци во една таква институција, апсолутно не ми е прифатливо и никогаш нема да го направам. Работата започна токму од моментот на наречено раководство, за кој што синдикатот денеска постави услов доколку утре не биде разрешено од владата, која што, гледајќи што се случи во јавноста и страшно негативниот одзив кон сето она што се случуваше таму, најави дека утре ќе има седница на која што ќе го разреши раководството кое што примаше без никакви квалификации партиски војници, мајќи предвид да не се лажеме дека МНАФ одамна е златна кокошка и на ДУИ и на СДСМ, повеќе на овие првите, па заради тоа и се случи упадот таму, бидејќи дел од албанските контролори и оние можеби порано некогаш влезени преку партија застанаа за синдикатот и го поддржаа, но ќе видиме дали тоа ќе се случи или не. Зборувавме за тероризам. Бојан, еве за крај на првиот дел. Тероризам е дефиниција на ова дело секаде во светот, го потврдуваат експерти од правото и како би се случило, што би се случило во другите земји. Зборуваме за двојните аршини. Во исто време кога некој не добива ниту притвор, не домашен притвор не е ова да не излегуваат од градот и да ги вратат патните исправи, односно пасошите само и да се пријавуваат од време на време во полиција. Ова се случува за луѓе кои што можеа да го пореметат, уништат, не дај Боже, направат нешто полошо со авионите и македонското небо. На моментот, како што кажав, имало 40 авиони горе. Сега, од една страна се тие, од друга страна се македонските патриоти од 27 април, не можам да не го споменам ова, кој што се во затвор со драконски казни од 20 на години затоа што влегува во собрани. Тие не можеа да направат ништо со 40 авиони, рачунајќи по колку патници има во нив, тоа е страшна бројка, нели? Беа таму што беа, некој не ни дигна рака врз никого и чмаат по занданите, а од друга страна, двојниот аршин, имаме партиски војници на ДУИ кои што влегоа, тепаа таму каде што не треба да бидат, каде што се квалификува во светот како терористички акт, а го имаме ова што го имаме. Двојните аршини на оваа власт, кои што станаа препознатливи и знак на препознавање на оваа власт од првиот ден на нивното владење. Како дојдоа, така ќе заминат? Не, сега ќе дојдеме до тоа. Прво, на полтрони кои што немаат своја јас, како вие од СДСМ, навистина лично мислам дека и веќе граѓаните им е под секој ниво да ги коментираат, гледајќи ги како се пењават по телевизиите, да ги бранат овие кои во оваа држава може да прават се што сакаат, без тоа да бидат санкционирани. Сега ќе видите од утре натака како тие истите полтрони ќе излезат и да кажат како проевропската коалиција која што составена со ДУИ и СДСМ, особено оној кој што влезе да дели боксови во контролата на летање, ќе биде еден од главните играчи во изборната единица 1. И како тоа можеби е дел од европското превоспитување на оние кои што не сакале да ги слушаат, нели, нормално европјаните од мала речица. Понатаму, утре ќе се разговара на влада, но овие од ДУИ најавуваат дека ќе имало жестока дебата и дека и тие имале своји аргументи. Читате меѓу редови, нема да дозволат тоа да се направи така како што замислил Ковачевски, или цената која што ќе наплатат за тоа ќе биде десекратно повисока, па да истиот тој директор кој што ги малтретирал и тероризирал вработените, најверојатно ќе биде унапреден во некоја министерска позиција за дополнително да им боде очи на овие полтрониве кои што немаат своја јас и за ден повеќе на власт, не постои нешто што нема да го направат, слушајќи ги овие бандити кои што се не повеќе од 20 на број членуваат на политичката партија ДУИ. Од аспект на тоа, јас можам да ви тврдам дека доколку Христијан Мицкоски беше премиер, немаше да се крие како што се крие Ковачевски, па да најавува дебата оваа среда за наредниот петок, туку веднаш и неодложно, без разлика дали е празник. Вечерта ќе беше свикана владата и тие луѓе комплет ќе беа разрешени, а тој што влегол таму да тепа... И Калајџиев го кажа тоа, значи експерт по кривично право, дека мораше веднаш после ова да ви гарантирам, тој насилник и бандит кој што бил министер, а кој што влезе таму да тепа невини луѓе, веќе ќе беше на 7-дневно минимум, отколку што е случај на скандалот, или 5 или 6, одслужување на рокот во притвор, бидејќи никој немаше да се дрзне од владата да врши притисок врз судиите и да пуштаат бандит кој што сторил тероризам на скопските улици за да продолжи да ги посетува вработените од таа институција дома и да им се заканува да не пријавуваат. Понатаму, ние кажавме како политичка партија дека луѓето кои што се обесправени и кои што со години гнијат во занданите лажно обвинети дека се терористи, и онаа која што ги обвинуваше, кој што шета сега по телевизија обидувајќи се да се амнестира и да побара спас за тоа што невине намести луѓе, никогаш нема да ги заборави, нема да ги остави на цедел.
нивното дело кое што тие луѓе го сториле, тие не бараат амнестија, тие бараат само правда, бидејќи се сигурни во тоа дека тие се праведни пред мотивот за тоа што е направено, бидејќи тоа што во тој момент се случи беше и за мене лично. И она што предходеше сите го забораваат. Восклик на патриотизам, бидејќи делото од тоа што тогаш македонскиот народ не успеа да го спречи, ги гледаме последиците сега. 7 години потоа. 7 години потоа. Тие луѓе никогаш нема да бидат заборавени и ќе ја добијат правдата која што ја заслужуваат. А ваквите луѓе како овој бандит и тие кои што го поддржуваат од таа политичка партија треба да знаат, и токму затоа и кај нив е присутна нервозата, дека еднаш за секогаш има луѓе кои што не сакаат да тргуваат со непринципиелни договори кои што тие се, да кажам, контролирајќи го овие институции, едноставно во полпозиција за да ги составуваат и да поминуваат неказнети. Одговорност има и тоа треба да го знаат. Нема да ме зачуди утре, ќе рече некој нашега, да го прогласат за виновен Изет Меджити, затоа што токму заради него Беким Незири од Чаирскиот участок, да речам, огранок на Дуи се појави онаму каде што се појави, а проблемот е што тие имаат проблем со Изет и со огнените момчиња кои што во меѓувреме формираат, па претпоставувам сега собираат многу гласови и се покажуваат пред своето членство. Не е шега, нели? Да искоментирам една работа. Тој министер беше исто така актуелен во времето кога владееше ВМРО ДПМН, па беше безгласна буква и не смееше да помисли да направи ваков конфликт. Така да граѓаните треба да знаат дека патот на испраќање на овие бандити во опозиција единствено лежи во излегување масовно на избори, давање гласот за партијата која што единствена може да ги спречи и да ги испрати во опозиција, секако предводена од претседателот Мицкоски, кој што неколку пати во претходните 6 или 7 години има нагласено дека нема да прави непринципиелни договори кои што ќе офаќаат и амнестирање на криминал на луѓе кои што имаат сторено вакви деликти. Така да, само излегување и масовно давање поддршка на ВМРО ДПМН е сигурен индикатор дека овие луѓе конечно ќе заменат во опозиција. А таквите бандити, кои што слушат како маша, криејќи ги оние кои што се плашат да се соочат со албанската опозиција во случајот во таа Скопскопштина, едноставно се ликови кои што не сметам дека сериозно ги разбира никој од ВМРО ДПМН. Така, за тажната вистина дека наверојатно ќе мораме да почекаме избори и понив за да видиме одговорности за ова дело, исто како што тоа ќе треба да го чекаме и за онкологија, исто за ласкарци, исто за модуларните болници, па дури за жал претпоставам тоа ќе се случи и за убиството на малата Вања и Жежовски, значи да почекаме избори затоа што вака не ја бива работата очебина да дојдат промените. За сите овие работи и за изборите кои што надвиснуваат и за кои што некој очебено се обидува да уништи дел од приказката која што се вика отпечатоци на прсти бидејќи не им одговараа на минатите избори и многу други работи, ќе зборуваме во вториот дел од за или против. Со нас е Бојан Стојановски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Бојан, она со кој што завршивме, дали ќе мора да ги почекаме изборите за да видиме одговорност и за МНАВ, и за онкологија, и за ласкарци, и за да не зборуваме ги има многу случаи? Па, мислам дека да. И затоа не случајно неколку пати споменав, бидејќи не сметам дека е актуелно прашање на тоа кој ќе победи на изборите. Так. На сите им е јасно дека ќе победи ВМРО ДПМН. Дури и на оние кои што се активисти, ете конкретно ќе кажам пратеници на СДСМ, и секогаш велат да, но ние со коалицијата со ДУИ, ние заедно со ДУИ, ние со ДУИ, и токму затоа и се одмолчува или се замижува на ваквото девијантно однесување. Ама клучот овој пат е кај граѓаните на Република Македонија. Тие треба да знаат дека клучот на промените лежи во високата излезност, во излегувањето на изборите и давањето на нивниот глас на единствената опција која што може да направи промени. И тука многу внимателно зборувам, бидејќи сега ќе се појават многу нови политички ентитети, ќе се појават многу партии кои што во минатото биле некогаш и колаборационисти на овие кои што сега се на власт. Биле учесници во разни револуции, буткале режим со пенкало, многу често се наоѓале на погрешната страна на тоа кое што е правилно, а тоа кое што е погрешно. Така да, треба граѓаните да знаат дека само излезеноста на изборите, само давањето глас на ВМРО ДПМН,
во гледање на тоа да ВМРО ДПМН има што е можно поголем број на пратеници и што е можно помала преговарачката моќ на овие другиве партии, укажува на тоа дека само така ќе можеме да направиме промени во општеството. Оваа година ќе биде година на промени. Ќе имаме можност да ги промениме нештата и ќе треба да направиме промени во две суштински нешта. Прво во општеството, бидејќи треба да донесеме еден статус на нормално. Сите во оваа држава сакаат едно нормално општество. Ако веќе зборуваме цело време за европеизација, не може да зборуваме само за уставни промени, треба да зборуваме и за доближување до европските стандарди на нормалност, на тоа што е нормално образование, нормално здравство, нормално правосудство, нормална инфраструктура, социјала и така натака. А понатаму треба да зборуваме за внесување на една благосостојба и нормалност и во секојдневниот живот на поединецот или на семејствата. Повеќе граѓаните да не бидат оптоварени секој ден со вакви скандали и вести. Да видиме дали може да го промениме секојдневието кога ќе уклучите ТВ приемник и ќе видите дека некој некаде некого претепал, или дека се случил нов скандал, или дека изгореле невини луѓе, или дека изгорел автобус притоа поминувајќи ја границата над 70 пати со лажни лиценци и фалсификувани документи, дека струјата ќе биде поскапа за 400 денари како што е случајот сега од 1 јануари, дека имаме повисок данок, повисоки сметки и така натака, да ја внесеме таа нормалност кај граѓаните и да го нормализираме животот, бидејќи граѓаните на Република Македонија памтат и подобри времиња од тоа што го имале сега во моментов. Затоа велам нека биде оваа година на промени, каде што конечно граѓаните со излегување на избори, со прикажување на еден бран на незадоволство кој што ќе биде емитуван преку гласачкото ливче, да ги направат промените во оваа држава. Мислам дека граѓаните се согласуваат дека се претера со таа забегана нова нормалност која што ја промовира Заев и Филипче во рамки на короната, но продолжи таа нова ненормалност, се нарекува многумина. Продолжуваат и политичките игри. Имаме една многу перфидна политичка игра околу Државната изборна комисија, ден денес трае. Која е целта на власта со овие игри, со Државната изборна комисија која што треба да ги раководи и контролира изборите кои што се неминовност, на кои што се согласија и тие самите и кои што треба да се случат, ама некој не сака ДИК да биде во составот како што треба да биде? Па во право сте, еве видовме дека дел од политичарите кои што се пратеници ја припаѓаат на албанската опозиција, веќе го напуштија собранието, бидејќи се уморни од оние игри кои што им ги прави досегашниот претседател на собрание во Џафери, преку тоа што сака да ја изигра волјата и да изигра законските норми за тоа на кого треба да му припадне тоа место, бидејќи се знае дека тоа место припаѓа на опозицијата, а тие сакаат како во случај незабелишителен досега да го дадат повторно на политичката партија која што и се приклучи на власта, влезе во собранието како опозиција. Така. Ние како ВМРО ДПМН најавивме дека ќе го преиспитаме нашето учество во тие тела. Еве во четврток на 11 имаме закажано седници на извршниот комитет и на централниот комитет. Многу будно ја следиме ситуацијата, бидејќи интересот на таквото делување и на одбивањето да се даде тоа место на тие на кои што им припаѓа е очигледна волја да се влие или да се фрли дамка на изборниот процес. И тоа се знае, и тоа е јасно. И токму затоа демократскиот простор во оваа држава е до таа мера задушен за да мора политичките партии да го напуштаат собранието, нормално не добивајќи ги сопствените права. Затоа сметам дека ја повикувам македонската јавност, особено одблизу да го следи ова, бидејќи по инсистирање на ВМРО ДПМН се воведе на нова технологија на фингерпринт, каде што едноставно гласањето во ваше неприсуство или она кое што се случуваше, гласање со Гинисова книга на рекорди, резултати за неколку секунди на референдумот, бугарските возови, семејното гласање, особено во оние места каде што дуе главната политичка сила, беше спречено и веќе тоа не се случуваше и токму затоа резултатот на локалните избори беше таков каков што беше. Целта на ова што се случува со ДИК е атак врз системот за отпечатоци? Целта покрај тоа што е атак на овој систем е и атак кон целокупниот изборен процес кој што веднаш по завршувањето би требало да биде исфлекан заради тоа што СДСМ има историски најслаб резултат во историјата од која постои плурализмот во Република Македонија. Ова е еден вид на превентива да има на што наводно да реагираат и да го окаљаат процесот кој што ќе биде чист како солза, при тоа тие ќе мора да го покажат како нелегитимен за да докажат дека не изгубиле како што ќе изгубат, така? Апсолутно, но и припрема на теренот за да го прават повторно тоа што и го правеа на Република Македонија во сите изминати години на назад. Без отпечатоците, така? Без отпечатоците, но и оние нивни популарни наречени предизборни маркетиншки трикови како предизборен
подкуп, партиската полиција која што ќе продолжи да притиска овие од ДУИ да претепуваат луѓе на сред автопат како тоа што го правеа на автопатот помеѓу Тетово и Гостивар. Сетете се на оној активист од Алијанса кој што веднаш потоа им станал коалиционен партнер, кој што ги тепа со застанувајќи го возилото, имаше и снимки кои што беа особено вознемирувачки. Така да ова е само едно интро на сето тоа кое што тие ќе го прават на оваа држава, кое што треба да започне со тоа што ќе го устоличат Талат Џафери како технички премиер на Република Македонија. Бојан, пред да заврши 2023 година ги фатија во аеродром и тоа еден челник како Богоев и директор на висока институција, како делат, верувале или не, на крајот на 2023-та делеа шекер, брашно и кафе, едни атавизми мислевме дека се од 90-тите години, ама не испадна така. Поради се тоа што се случува, еве, ќе бидете ли дел од техничката влада? Мојот личен став е дека треба да бидеме дел од техничката влада, но исто така мојот личен став е дека јас како пратеник во случајот во собранието или како граѓанин на Република Македонија никогаш не би дал поддршка Талат Џафери да биде технички премиер. Од друга страна, имајќи преди што прават со Дики се, Македонија дали е подготвена да истера едни фер и легитимни избори, овака како што е. Ги знаеме анкетите, тоа е во низа веќе 20 на анкети се несени 10, секоја е полоша и полоша и полоша за власта, имајќи предвид како започна годината и ако по утрото денот се познава она што се случуваше со аферите со Ахмети кој што играше шота во министерството, кое што не е министерство на Артан Груби, тоа е македонско наше министерство, кое што, да, СДС го измисли за да им даде уште едно министерство, нели, на ДУИ наводно што го имаат, но и аферата со МНАФ и тепачките таму, нели? Дали може да се случи ова? Македонија никогаш немало соодветно организирани слободни избори во последниве 7 години. Никогаш. Дали може конечно да имаме и да се вратиме? Еве, 2020 година беа такви какви што беа, повторно имавме пат на системот, прости што те прекинувам, но имавме и локални избори кои што токму поради отпечатоците навеа силен страф во владеачката коалиција затоа што сватија, како што кажа и ти самиот, дека не може да го извитоперуваат и манипулираат гласот на народот, кој што помеѓу другото доби и враќање на довербата во избирачкиот процес, со тоа знаејќи дека кој ќе отиде таму и ќе го направи тоа што треба да го направи, не може да го манипулира некој неговиот глас. Доколку не ги правеа сите работи кои што ги правеа изминатите изборни циклуси, ВМРО ДПМН имаше многу повеќе од 43 општини. Во многу општини каде што се беа локалните избори, многу изборни циклуси беа загрозени, кандидатите кои што беа предложени од опозицијските партии ќе победеа доколку успееше власта барем да се воздржи на овие избори од тие дејанија кои што ги прави традиционално од кога е на власт. Така да тогаш не успеа да го спречат бранот на народот кој што излезе и ги казни, но повторно ќе кажам на многу места едноставно таа волја беше изиграна преку тоа што ова што се случи сега со МНАФ и доби јавен интерес од јавноста, едноставно успеа да го заскријат и тоа што го прават изминатите 7 години во сите изборни циклуси го правеа и тоа ќе го прават и на наредниве изборни циклуси, тука треба да бидеме особено јасни. Затоа ќе повторно кажам, високата излезност и силната организација на ВМРО ДПМН со коалиционите партнери, при тоа ќе бидеме особено креативни во чување на изборната волја, нема да дозволиме да го прават тоа што го правеа изминатите години. Не ве плашат оние партии кои што доаѓаат како печурки по дожд во овој случај, мини партии, такви малечки кои што по класика некоја се појавуваат во Македонија секогаш пред избори, еве во овој случај Данела, не верувам дека ќе биде последна, ќе се наредат уште многумина оние партии што еднаш се појавуваат многумина од нив и на избори за да ќарат некој глас во меѓувреме, нели, уривајќи но намалувајќи вашата победа за да, нели, дозволат на тој противничкиот табор кој што најчесто и да не се лажеме е спонзор на тие малите кои што се појавуваат па ги снимува. Не ве загрижуваат овие мини партиички или печурки пред или подошт пред избори? Па ВМРО ДПМН е најсилната, најмотивираната, најмасовната и најорганизираната политичка партија во Република Македонија и не се плаши од никого, бидејќи сите одluки кои што ги носи во корелација со размислувањето на народот. И сите тие партии, тие поединци кои што уценети заради нивни криминални дејанија и правење криминални договори со овие од власта, тоа се ДУИ и СДСМ, ќе излезат и ќе служат како спотори за да се намали потенцијалот на ВМРО ДПМН, апсолутно не плашат и напротив во многу голем дел од таквите учества на изборите или тие поединци добредојдено е нивното учество на изборите, за да може повторно да отидат во кампусот на кој што
припаѓаат, нормално уценети за сторени криминали, за да може победата на ВМРО ДПМН да биде уште поголема изразена во волјата на народот и да ги победиме сите нив на купче заедно. Бојан, колку европските или неевропските шваканици на Беким придонесоа за уривање за митот на Европскиот фронт? Па мислам дека таков мит не е ни составен, бидејќи граѓаните се особено мудри и многу добро гледаат дека единственото нешто што е европска во таа коалиција е само еврата и дека никакви европски практики нема, бидејќи толку се индоктринирани со некоја криминална матрица и со предавничка матрица тргувајќи со националните интереси до 12 часот, а од 12 часот па до остатокот од денот во делење на тендери во 4 очи, за да сите доволно и јасно знаат дека нема ништо европско во оваа влада. А на моја голема радост тоа мислам дека го имаат осуетено и сите оние представници од меѓународната заедница, гледајќи дека не можете да бидете партнер со некој кој што ќе ви ги исполнува вашите барања, нема поддршка од домицилното население, заради тоа што единственото нешто што го прави е создавање на криминални практики кои што потоа одговорно служат само за правење на лични богатства на одредени поединци кои што членуваат во таа владина коалиција. Така да нека додаваат каков сакаат епитет на наредните избори, нека се собираат, нека формираат нови партии, нека управуваат со луѓе кои што имаат криминални досија или постапки кои што ги чуваат во фиоки, колку повеќе излегуваат такви, колку повеќе вакви случаи ќе се случуваат, како што кажав, победата на народот ќе биде уште поголема, бидејќи секој ден е ново мачење за општеството во кое што се наоѓа Република Македонија. Дали шваканиците кои што паднаа во МНАВ се одраси на едни шваканици кои што дојдоа токму од меѓународната заедница која што ја спомена? Во 2023 имавме така една серија на канонада на шваканици, имавме од Соединетите Американски држави до двајца висококотирачки партијци, едниот се откажа наводно од партијата, зборуваме за Кочо, другиот е Мерко, двата табора беа уфатени, но меѓу другото, овие од Европскиот фронт го добија најлошиот извештај на Европската комисија во историјата на Македонија. Колку и ова беше шваканица до нив, но од друга страна имајќи пред дека тие и покрај таа шваканица досега не направија ништо, еве 2 месеца мина, мува не ги лази, што би се рекол. Па тоа беше, јас го разбирам како една потврда на сето она кое што го говореше опозицијата изминатите 7 години. И замислете дрскоста до каде е отидена до кога евроамбасадорот господинот неговата екселенција Гир имаше заедничка пресконференција со Бојан Маричич во владата, во истиот момент во собранието пристигнаа 2 закони за задолжување на Република Македонија со европско знаменце. Практично и законот за игри за среќа сега во собрание што ќе биде на процедура отпочнат на 10 јануари на повторно комисијата за европски прашања водена од ДУИ со европско знаменце. На Артан законот го рекаат. Апсолутно на Артан законот. Е исто така поигрување со мислењето на овие институции ја брукаат нашата држава надвор од нашите граници. Едноставно нема каде ја немаат обрукано, но не може луѓе кои што имаат единствен интерес, богатувајќи се себе си, едни ја минувајќи им криминалите на овие како ситни шибицари да украдат уште некој евро од државниот буџет, да им влие или да ги допира тоа што ни говорат меѓународните институции на нас. Така да јас можам само да ги охрабрам тие кои што припаѓаат на тие институции да многу од блиску го следат изборниот процес и веднаш после превземањето на власта ВМРО ДПМН го има лекот за ваквите насилници кои што упаѓаат по институции. Бојан, еве на втор ден Божик, веруваш дека ова дефинитивно ќе биде година на промени за нешто добро и подобро на Македонија, враќање на вистинските вредности, можеме да набројуваме до утре Сабајле, но година на промени. Силно верувам дека ќе биде година на промени. Охрабрен сум од тоа што граѓаните ни го кажуваат кога не сретнуваат. Имав можност изминативе неколку дена да поменам и повеќе ми на место од местото каде што доаѓам и да нели на традиционалната бадникова литургија, да се подружиме со повеќе луѓе и сите со нетрпение ги очекуваат промените кои што оваа година ќе се случат во Република Македонија. Сметам дека доста беа порази, доста беа понижувања и дека конечно граѓаните во оваа држава заслужуваат малку надеж. Заслужуваат малку добрина, заслужуваат малку стабилност во нивните животи и да видат дека оваа држава може да биде мајка за сите, и дека оваа држава може да има институции кои што ќе се грижат за сите граѓани подеднакво. И затоа сакам да ги уверам да бидат храбри, да бидат пристојни, да бидат достојни, да бидат достоинствени во моментот кога ќе треба да ги направат своите промени, бидејќи личната промена треба да се рефлектира во промената на општеството, а веќе таа е започната и доаѓа и 8 мај е денот кога многу нешта во оваа држава ќе се сменат и кога конечно ќе почне да се нормализира она тажно, сиво, црно секој невие кое што владее во животите на сите граѓани.
Така многу ме навела дека и ова што ни се случува не е случајно, овие црнала кои што на Васа, а не се само на почетокот на годината, туку се и во буквално кажано пред изборието, велат најтемно е пред зората, нели? Секогаш е најтемно пред зората, тоа е една интересна реченица која што Христијан Мицковски ја напиша во писмото до еден меѓународен дипломат, односно дипломат кој што доаѓаше од меѓународната заедница, многу тешки моменти на Република Македонија. И тоа е една реченица која што влева многу надеж кај многу голем дел од граѓаните на Република Македонија. Затоа сакам да им кажам дека веќе промените се започнати. Никого не му траело до зората. Тоа е една популарна вака поговорка која што ја користат поискусни и помудри граѓани од мене секако. И сакам да ги уверам дека промените се веќе започнати. Тоа е циклус кој што не може да се сопре. Одиме заедно кон сериозни промени. Оваа ќе биде година на победи и повеќе сметам дека поразите ќе престанат и конечно ќе почне нормалното да го враќаме во сите сфери на нашето општество. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за поканата, Љупчо. Ми беше чест. Честа е мој. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Срекни празници, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.